Во ова издание Сексуални напади во американската армија. Пентагон формираше независна истражна комисија. Мигрантска криза на американско-мексиканската граница. Меѓу илјадниците кои се обидуваат да поминат, има и деца без придружба. Најстарите гробишта во Њујорк вработи уметник. Кои се неговите задачи? Останете со нас. Ќе ви кажеме повеќе. Поздрав од Вашингтон. Ова е гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Никола Крстик. Пентагон започнува темелна истрага за сексуални напади меѓу припадниците на армијата. Според последните податоци, во 2019 биле пријавени речиси 8.000. Американскиот секретар за одбрана Лојд Остин основаше независна комисија за разгледување на случаи на сексуални напади во армијата. 10 од 13 нејзини членови се жени, но критичарите се скептични. Мислам дека треба да се запрашаме што е тоа што не е испробано, која е најдобрата пракса од цивилното општество што би можела да се имплементира во армијата и да испитаме што е тоа што овозможува во армијата да се прават нешта кои се недозволиви на друго место. Тоа е многу важно. Во средината на март, американската сенаторка Кирстен Гилибранд председаваше со сослушување за сексуален напад во армиските сили. Секој генерал или командант што доаѓаше пред ова тело во последниве 10 години ќе кажеше: се справуваме со тоа, господјо, го решаваме, но вистината е поинаква. Гилибранд го притисна Сенатот да постави по предлог законот за подобрување на војната правда, што таа го предложи 2013, но процесот закочи. Полковник Дон Кристијансен е председател на Заштитете ги нашите бранители, група која работи на ставање крај на силување и сексуални напади во армијата. Панелот е добар чекор напред. Треба да се смени военото правосудство. Сенаторот Гилибранд се залага за ова законодавство од 2013 година и секогаш имаше двопартиска поддршка. Тоа е еден од ретките закони каде што има согласност меѓу Елизабет Ворен и Тед Круз. Порано Пентагон не го поддржуваше предлогот на сенаторката Кирстен Гилибранд да ги исклучат командантите од процесот во случаите на сексуален напад. Розентал вели дека сега сите опции се намаса. Она што е поразлично денес е што постапката не се води зад затворени врати. Секретарот и председателот рекоа дека сите опции треба да бидат на маса. Тоа е вид на лидерство што не сме го чуле порано. Лис Хелена Томсон била во морнарицата. Додека служила во Јапонија, била сексуално нападната. Го пријавила случајот, но не зборувала јавно за тоа 13 години до моментот кога се сретнала со активистката и жртва од сексуален напад во армијата Трина Макдоналд. Макдоналд се појавила во документарец од 2012 насловен како "Невидливата војна против сексуални напади во армијата". Секретарот за одбрана Остин сака да види промена. Всушност, ќе се погледне со нови очи на овие случаи. Ако самиот процес стане приказна, нема да води никаде. Жртвите треба да излезат отворено за да има промена. Проблемот е што многу се зборува, а малку се прави. Се надеваме дека ова е време кога ќе видиме акција. Според годишниот извештај на Пентагон, бројот на случаи за сексуален напад во американската војска во 2019 е зголемен за 3% во споредба со 2018, изнесува 7825. На јужната американска граница продолжуваат да пристигнуваат голем број мигранти. Меѓу нив има и малолетници без придружба и цели семејства. Гласот на Америка разговараше со дел од нив. 15-годишната Вирџинија Ескар Кастро патувала сама од Гватемала, без да има представа која ќе биде незината конечна дестинација. Дома бев сама, сакав да бидам со татко ми. Ескар Кастро е дел од група малолетници кои се задржани од американската гранична патрола, откако ја поминале реката Рио Гранде. Многу е тешко. По задржувањето од американската гранична патрола, агентите префрлаат дел од мигрантите со автобуси во приватните центри. Таму се процесирани, сослушувани и врз основа на тоа се одлучува за нивната иднина. Патувањето беше тешко за децата, но фала му на Бога пристигнавме овде здрави и живи. Некогаш патиштата се многу опасни.
Мелвин Хернандес ја напуштил Никарагва пред повеќе од 1 месец со неговата сопруга и 2 деца. Сопругата Алекси вели дека семејството побегнало од земјата поради ураганот Eta. Ураганот ја оштети нашата куќа и затоа дојдовме. Земјиштето се претвори во свлечиште. Семејството сега чека на одлуката на Американската агенција за царина и гранична заштита, дали ќе останат или ќе бидат вратени назад преку границата во Мексико. Повеќе од 170.000 мигранти биле задржани на југозападната граница во март, највисока цифра во изминатите 15 години. Поради зголемениот број мигранти се најавува отворање на нов центар кој ќе помогне да се забрза процесирањето на луѓето. Гробиштата Гринвуд во Њујорк, кои се меѓу најстарите и најголемите во Соединетите држави, се одлучија да вработат уметник. Еве и зошто. Откако ја презеде работата како уметничка на гробиштата Гринвуд во Њујорк, утринските прошетки на Хајди Лау започнуваат на гробот на основачот на компанијата за накид Тифани, Чарлс Луис Тифани. Вратата, ова е минијатура. Тоа е како да ги земете сите елементи и потоа да ги кондензирате. Но тоа не е вистинска традиционална убавина, знаете. Абстрактно е и скоро како карикатура. Тука има половина милион погребани, меѓу нив многумина кои некогаш биле славни и исто толку надгробни споменици. Тешко може да се нарече типично работно место, но тоа е она што ја инспирира 33 годишната уметничка. Се започна кога Гринвуд, основани во 1838 година, и едни од првите рурални гробишта во Америка, објави дека бара уметник. Хајди Лау ја доби работата. За целата уметност што работим овде се обидувам да се оддалечим од темите како што се ноќте на вештерките. Добивме над 964 апликации, во голем број беа уметници кои работат со костуми, страшила, сеништа. Но не бевме заинтересирани за такво нешто. 9 месеци Хајди Лау работи во мала кукичка на гробиштата за хонорар од $7.500. Секогаш заинтересирана за она што се случува по смртта, Хајди како скулпторка се обидува да ја пренесе својата перцепција преку уметноста. Дошла во сатот Кина и со себе ги носи церемониите на мртовачниците на кои се присетува кога починале незините баба и дедо. Таа верува дека незините ритуални скулптури може да бидат од корис на гробиштата во Њујорк. Што се однесува до работата сама на гробишта, Хајди вели дека тоа не е проблем. Гробиштата се многу активни во моментов, за жал, поради ковид пандемијата. Реално се чувствувам многу тажно, гледајќи тажни семејства. Но ако зборуваме за духови, чувствувам добра енергија. Ова е место каде што телото се одмара. Чувствувам дека духовите тука треба да бидат многу среќни. И додека Хајди ги подготвува своите скулптури во посебна печка, Гринвуд се подготвува да ја пушта да влезе во посебна зграда што за обичните посетители не е достапна. Сега одиме на место каде што многу малку луѓе може да одат, каде што Гринвуд ја чува својата архивска колекција. Само луѓе како Хајди и оние од Гринвуд имаат пристап до ова место. Тука е целиот хартиен материјал што се однесува на историјата на гробиштата кој потекнува од 1838. Тука се чуваат секое дело, секое парче хартија што се однесува на секоја парцела и камен. Зошто на Гринвуд му е потребен домашен уметник? За нив тоа е еден вид експеримент, бидејќи ги покануваат уметниците да бараат инспирација меѓу надгробните споменици на гробиштата. Хајди се надева дека необичното искуство ќе ја инспирира. Не размислувам дека сум обкружена со смрт, но тоа е еден вид потсетник. Смртта никогаш не е далеку, особено не сега. Тоа е се за ова издание на Newsflash. Следете на повторно и утре, во истото време и на истото место. Поздрав од Вашингтон.